Откако општина Тетово во вторникот организирала изложба во просториите на Сдруженијето за социјален и културен простор познато како Space од Тетово, кое се наоѓа во објектот на поранешно радио Тетово. Представници од Сдруженијето денеска на пресконференција реагираа дека општина Тетово инсистирала да го има клучот од просториите и самостојно да управува со просторот, плашејќи се да не биде оштетена опремата која ја користат за работа волонтерите од Сдруженијето Space. Тие биле принудени да побараат од организаторите на изложбата да потпишат документ каде што клучот од објектот им е даден од доверба со цел да го вратат по завршување на настанот. Но утрово бравата од вратата на објектот била заменета пошто била известена и полицијата. Драги пријатели, денес се разбудивме и се сочивме со уште еден типичен вандалски чин. Општината во вторник организираше изложба во нашиот простор и поради оваа причина организаторите инсистираат да го имат клучот наводно за управување со делата на уметници. Знајќи, од искуството не сакавме да го направиме ова од многу причини како што е безбедноста на опремата внатре, но и на она што се случи преку ноќ или рано утрово. За да го избегнеме овој чин, бевме принудени да побараме од организаторите на изложба да потпишат документ каде клучот им е даден во доверба и тие се обврзани да го вратат по завршување на документот, додаден и потпишан од Елма Шерифи. Волонтерите отрово се сочија со уште еден типичен чин на вандализам и насилството при што, како што се сомнеавме, беше сменето бравата на влезот. Веднаш ја известивме полиција за овој случај, додека групата што се представува како општински административци бара од нас да ја остраниме опремата, што апсолутно не го прифаќаме. Инаку градоначалникот на Тетово Билјалка Сами пред известно време на пресконференција соопшти дека добивал поплаки од граѓани за бучава и порнографија во просториите на поранешниот објект на радио Тетово, кој ги користи Сдруженијето Space, а кои се во надлежност на општината. Од друга страна, активистите од Сдруженијето тогаш изјавија дека се шокирани од оваа длабоко навредлива изјава и дека тоа е клевета.